Со години работиш повеќе отколку што си платен. Даваш многу повеќе отколку што добиваш. Преземаш одговорност што воопшто не ти припаѓа. А кога некој конечно ќе те праша колку вредиш, ти станува непријатно да кажеш бројка. Не сакаш да изгледаш алчно, не сакаш да се фалиш, не сакаш некој да помисли дека си премногу горд. И така полека почнуваш да ја намалуваш сопствената вредност, само за да им биде удобно на другите околу тебе. Проблемот не е во тоа што немаш способности, туку во тоа што не ги наплатуваш доволно. Ако ова те опишува, тогаш мораш да разбереш една работа. Твојата вредност не се зголемува само затоа што работиш повеќе. Можеш толку многу да се трудиш да докажеш колку вредно работиш, што на крајот ќе заборавиш да побараш да бидеш награден за тоа. Колку пати во изминатиот период си рече во себе: ќе почекам, не е време, не сакам да барам повеќе, ќе се докажам уште малку. И така поминува година, па уште една. Твојата вредност расте, но твојот приход останува на истото место. Време е конечно да научиш да бидеш платен соодветно на вредноста што веќе ја создаваш. Затоа што таа вредност мора да биде видлива за светот. Ако си одличен во нешто, но го криеш тоа, твојот талент останува невидлив. И зошто се плашиш да ја покажеш твојата вистинска цена? Поради стравото за одбивање. Се прашуваш, што ако побарам повеќе и ми кажат не? Што ако ја зголемам цената и луѓето си заминат? Тогаш твојот мозок бара лажна сигурност и ти шепоти: остани вака, не барај премногу, биди благодарен. Но запамти, благодарноста не значи дека мораш да престанеш да растеш. Биди благодарен за она што го имаш денес. Но биди и доволно храбар да признаеш дека заслужуваш повеќе. Тоа не е неблагодарност, тоа е чист раст. Исто така, престани само да зборуваш колку многу работиш. Почни да зборуваш за твоите резултати. Наместо работам со часови, кажи ева што постигнав. Наместо имам многу искуство, кажи еве кои проблеми можам да ги решам. Кога на луѓето им ја покажуваш само тешката работа, тие ја гледаат само маката и цената. Но кога ќе им покажеш вредност за таа работа, тие почнуваат да го гледаат крајниот резултат. А секој голем резултат има своја цена. И затоа престани да се плашиш од зборот цена. Цената не е мерка за твојата вредност како човек. Таа е едноставно договор за вредноста на она што го нудиш на пазарот. И да, биди подготвен дека некој поради тоа ќе си замени од твојот живот. Но тоа не значи дека си изгубил. Тоа само значи дека си направил чист простор за многу подобра можност. Често пати, кога почнуваш да заработуваш повеќе, веднаш добиваш желба и да трошиш повеќе. Поскап автомобил, повеќе луксузни излегувања, се со цел да им покажеш на другите: гледајте успеав. Но запамти оваа вистина. Богатството и изгледот на богатството се две сосема различни нешта. Не мора секој да знае колку заработуваш. Не мора секој да гледа што купуваш. Не мора никому на овој свет да му докажуваш дека си успешен. Вистинската финансиска сила започнува тогаш кога ќе згаснеш потребата да изгледаш успешно во тугите очи. И ќе почнеш на вистина да стануваш финансиски стабилен и независен. И затоа денес имам еден конкретен предизвик за тебе. Во следните 30 дена направи една единствена работа што сигурно ќе зголеми твојата вредност на пазарот. Научи нова вештина, подобри ја услугата што веќе ја нудиш. Направи професионално портфолио, побарај подобра позиција. Или конечно собери храброст и разговарај со личност која може да ти отвори сосема нова врата. Но нека биде нешто конкретно. Нешто што по 30 дена ќе можеш јасно да го погледнеш и да кажеш:
Сега можам да понудам вредност што претходно не можев. Тоа е единствената вистинска инвестиција во себе која секогаш си стојќа. А ако работиш за некој друг, почни редовно да ги следиш твоите собствени резултати. Што направи во изминатиот период? Кои клучни проблеми ги реши? Колку одговорност презеде на твојот грб? Колку време или пари му заштеди на бизнисот? И следниот пат, кога ќе седнеш да разговараш за твојата плата, немој само да кажеш мислам дека заслужувам повеќе. Оди подготвен со чисти факти. Кажи, ова го направив, овој резултат го постигнав. Оваа вредност ја донесов на масата. Тогаш целиот разговор целосно се менува. Ти повеќе не молиш за пари. Ти професионално преговараш за вредноста што веќе ја создаваш за нив. Затоа што човекот кој постојано ја намалува својата цена, на крајот почнува и самиот длабоко да верува дека вреди помалку. А човекот кој точно знае што носи со себе, може мирно со крената глава да каже ова е мојата вредност и едноставно да продолжи понатаму. Без никаква ароганција, без потреба да се докажува на никого и без страв во очите. Најголемиот финансиски пресврт во твојот живот нема да започне со некој неочекуван прилив на пари или добивка. Тој ќе започне со една мокна одлука. Повеќе нема да дозволам никој, вклучително и јас, да ме потценува. И токму во тој момент, се во твојот свет почнува да се менува. Не затоа што околината одеднаш станала подобра, туку затоа што ти конечно престана да се криеш од сопствениот потенцијал. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.